што да ја должам оваа расправа. Само сакам да му кажем на колегата Благој Стојановски, вие како пратеник, како граѓани на Република Македонија, апсолутно имате право да одите и вие во јавното обвинителство и да поднесете барање за поведување на постапка против одредено лице или стопански субјект, приватен, државен, не е важно, со одредени докази. И затоа, немојте овде сега да не терате нас, да одиме во јавното обвинителство, кога веќе ги имате ревизорските извештаи. Од Скопје сте, сигурно знаете кај е јавното обвинителство овде, така да слободно може да повелите и да дадете на органите на оваа држава да си ја терат работата за кое што се платени. Ова толку околу ревизорскиот извештај, бидејќи гледам дека ви е омилена тема. Во однос на вашата контрареплика спрема мене, не сакам да ги извртувате тезите, значи не е фер и коректно, дека јас сум рекол дека сум против странски инвестиции во Република Македонија, па сега овде да поврзувате теми со врби, вестници, реклами и така натаму. Тоа е ваш нормален стил на работа, не само на вас, на поголемиот дел од пратеничката група на СДСМ, каде се спомнува се и се што, само не тоа кое што е во врска со законот. Јас реков дека европското искуство или земите кои што се веќе дел од Европската Унија постапиле онака како што сега ние предвидуваме со овој предлог закон. И јас земам за пример Грција. Ниту сум нешто посебно заинтересиран за Грција, ниту пак мислам дека треба ова сега да го зборуват овде со иронија, зашто сум ја земал Грција. Ако ја земав Бугарија, сигурно ќе речевте нешто друго. Така да мислам дека не е коректно од ваша страна да ги извртувате моите зборови со доза на цинизм. И сакам да ви кажам дека еве ја земав и Хрватска, па нешто не ме спомнавте за Хрватска. Сакам да кажам дека овој предлог закон кој што сега се носи не е исклучен. И дека сите овие држави кои што се дел од Европската Унија ја имале таа пракса. И сигурно не било тоа туку така. Сигурно имало одредени причини зошто сите тие земји имале таква пракса за либерализација на железничкиот систем, после влезот во Европската Унија. И тука ќе завршам. Благодарам.